Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Зборот е збор. Рековме дека избори на 5 јуни нема да има и тоа се докажа. Рековме дека има уставен и законски основ за свикување на парламентот и тоа се докажа. Бетонот на ВМРО ДПМН се распадна. За да го покријат срамот од серија порази, за да го смират гневот на членовите кои што ги лажеа и се уште ги лажат, вчера донесоа уште една едностранна одлука без било каква согласност на опозицијата. Да нема дилеми, враќањето на старата влада на ВМРО ДПМН и ДУИ е одлука без согласност на опозицијата. Сите едностранни одлуки кои што ги донесоа досега сами ги покажа. Ние немаме дилеми. Едностранната одлука да ја вратат старата влада исто така сами ќе ја покажа. Денеска пратениците на опозицијата нема да присуствуваат на седницата на собранието. Груевски, ВМРО ДПМН и ДУИ предлагаат закон кои што се спротивни на интересите на граѓаните, на државните интереси и на договорот од Пршин. Повторно носат едностранни одлуки. Главна цел е да ги спасат криминалците во своите редови. Не може да има селективно поништување на аболицијата. Не смее поништувањето на аболицијата да зависи од волјата на Ѓорѓе Иванов или од барањето на аболицирани поединци. Аболицијата мора да биде целосно уништена. Законот мора да важи одеднакво за сите. Граѓаните мора да бидат уверени дека секој што го прекршил законот ќе одговара. Треба да им биде јасно на сите. Нема спас ниту за аболицираниот Груевски, ниту за неговото друштво. Македонија ќе има предвремени, регуларни, фер и демократски избори. Зборот е збор. Благодарам. Повелете прашање за мене. Значи, идните чекори, како ќе ги носиме, транспарентно како и досега, веднаш ги соопштуваме. Ние во парламентот се вративме заради договорот во Пржино и заради интересите на граѓаните. Секако и да искористиме парламентарната говорница и за вистината за Македонија и за решенијата од оваа криза во која што е Република Македонија. Но истовремено нема да дозволиме да бидеме соучесници во едностранни одлуки на власта од ВМРО ДПМН и ДУИ. Денеска токму тоа го прават. За едно од најсензитивните прашања, а тоа е укинувањето на аболицијата. Со овој предлог закон, кој што го пуштат во собрание, едниот член е неуставен заради ретроактивноста и тој ќе биде тогаш укинат од Уставниот суд и е спас за аболицираните криминалци. А вториот член покажува дека само неколкумина евентуално би поднеле барање до Ѓорѓе Иванов за да им биде поништена аболицијата. Тоа не е ниту правда, ниту правичност. Законот мора да важи подеднакво за сите. Секој што го прекршил законот во Република Македонија мора да одговара. Аболицијата мора да биде целосно укината. Од првиот до последниот што е на листата на аболицирани луѓе на Ѓорѓе Иванов. Повелете? Очекувате да се врати назад за премиер Никола Груевски вчерашната одлука за едностранна за враќање на старите министри. Знаете, ова е трета или четврта едностранна одлука на Никола Груевски, така да кога се работи за Никола Груевски се е можно. Тоа нема да не зачуди воопшто да тој повторно се врати на премиерската функција. Но како што реков, сите едностранни одлуки досега сами ги показаат. И вчерашната едностранна одлука за враќање на старата влада на ВМРО ДПМН и ДУИ ќе ја покажат. И тоа многу брзо, заради тоа што единствено излезно решение од политичката криза и единствено решение за стабилност на Македонија се брзи, регуларни, фер и демократски избори. Ниту повеќе, ниту помалку. Реформи со Никола Груевски внатре не се возможни. Заради некој верува дека Никола Груевски внатре
во влада ќе направи реформи во правосудството, при живо и здраво специјално јавно обвинителство, при сите овие истраги ставени на маси пред јавноста? Не. Само брзи, регуларни, потенцирано, регуларни, фер и демократски избори се излез од кризата во Македонија. Опозицијата го водеше овој процес, после сето ова што досега го кажавме, продолжуваме уште посилно и уште поодлучно. Граѓаните доста време се под заложништво на оваа криминална група, предводена од Никола Груевски. Ова ќе заврши најбрзо можно, но на регуларни, фер и демократски избори. Повелете? Значи, дали, ако веќе може да кажеме дека по полека целосно паѓа прашинскиот договор, дали ќе продолжите со објавување на материјалите? Значи, една значајна одредба, и тоа е една од најзначајните одредби, а тоа е организација на влада за спроведување на избори, е укината. Буквално, заради тоа Прашинскиот договор е погребан. Тоа е нашиот став. До сега не постоеше ниту законска, ниту уставна можност Зоран Заев, СДСМ и опозицијата да продолжи со објавување на бомбите. Ако тоа биде потребно, ние тоа ќе го направиме. Секако, процесот мора да заврши. Криминалците да одговарат пред законот, законот да важи подеднакво за сите, фер, регуларни и демократски избори мора да се спроведат во Македонија. И ако едно, ако може, значи, господин Заев, дали од целава проучување на кризата гледате, има како и вас како партија, бидејќи до известно време партијата која што врши коалициона партнер на коалиција на Груевски, го именувавте како криминалци исто така како и Груевски, тоа е за дури. Сега гледаме дека веќе тоа не го потенцирате, а исто така неколку партиски имале средби за да барате спас од тие исти криминалци да се реши кризата. Дали го гледате како партнер или која е целта што никогаш дури не бил поштеден од овде. Нашиот став е исти. Криминалци се и ВМРО, ДПМН и дури. И тоа го прават од тие причини. И јас не гледам никаква причина за да не видат јасно и гласно граѓаните дека се придвижува Македонија кон крајот и излезот од оваа криза. Не може да очекува опозицијата да го контролира и ВМРО, ДПМН и дури. Тие се во кашата исто заедно влезени. Дали едните ги помагаат другите или го делат пленот, тоа е нејасно на граѓаните како бел ден. И тука бегање нема. Секако, нашиот политички противник е прво ВМРО, ДПМН. Но, заслужни за ова криминално владење и буквално за сето ова што се случува во Македонија, се подеднакво и ВМРО, ДПМН и дури. И апсолутно ниту сме ги штеделе, ниту имаме намера да ги штедиме. Неколку пати дури и рековме. Секој носи одговорност за своите идни чекори пред своите граѓани и дури пред своите членови и симпатизери на партија. Груевски тоа што го прави, заедно дури, го прават колку толку да го залечат тоа што е апатија, антагонизам и се повеќе од јасно кај идните членови и симпатизери. И затоа влегуваат се подлабоко по кашата. Но, секако знаете дека, како и досега, стапот има два краја. Едностранните одлуки за одложување на парламентот, еве како се знаат. Тие истите кои што предлагаат до одложено действие на распуштање на парламентот, истите поднесот Уставен суд. За жал, ги урниса институциите како Уставен суд да го натерате Уставниот суд во претходните одлуки, да носи апсолутно партиски одлуки, за на крај да донесе вистинска уставна одлука. Тоа што ние го тврдевме, дека постои уставна и законска можност да се свика парламентот. Буквално се играт играчки со се што е создавано 25 години во нашата Македонија. Тоа е само плюс причина да не им дозволиме така да продолжи. Се додека граѓаните се решени, се додека опозицијата е исправена, се додека дишеме, ние нема да дозволиме ништо помалку од регуларни фери демократски избори и ништо помалку од законот да важи подеднакво за сите. Аболицијата мора да биде целосно укината за сите. Повелете. Рекоте дека единствено решение се брзи избори. Избори на есен или? Избори во кои што ќе бидат исполнети, тие минимум услови што ги дефинираме. Ние не очекуваме реформи во правосудството, во тајната полиција, антикорупцијска комисија и сите други укажувања до избори. Со Груевски тоа не е возможно. Разграничување на партијата од држава. Како да се надеваме, додека Груевски го води во народот? Не е возможно. Но услови во кои што ќе има кредибилен избирачки список,
прочистен избирачки список, список во кој што ќе веруваат граѓаните, и минимум реформи во медиумите, кои што ќе дадат фер шанса не за Сдружената опозиција, за сите партиципиенти во регуларни и демократски избори, тогаш изборите ќе се случат во Македонија. Да не забораваме, ова борба ја отворивме за неколку цели. Една од најважните е брзи избори. Зошто? За да замине оваа криминална власт од Република Македонија. Рековте повлекување на одлуката за аболиција, дали ќе говорите повлекување на претходната одлука од граничниот председател за аболиција во случајот кога што биевте? Од 2008 Зоран Заев бара повлекување на аболицијата. Тогаш не ми беше дадена правна можност да ја повлечем аболицијата, ниту бев прашан за ова работа. Сега имам правна можност и ја обжалив пред апелација и пред Страсбург. И аболицијата 2008, ако ми се даде можност, веднаш ќе побара да биде повлечена, или ако има било каква можност, Ѓорѓе Иванов или било кој во оваа земја, барам да биде укинат. Затоа што законот мора да важи подеднако за сите во Република Македонија. Други прашања? Повелете? Рековте дека на денешната седница нема да присуствувате. Дали значи дека конечно со ова опозицијата излегува од собранието до јасно како може? И втора прашање, дали сметате она што Дуј го рече вчера дека ви направи услуга со ова иницијатива, затоа што не се сакале водите избори, како го коментирате тоа? Благодарам на таквата помош од Дуи, па не ни треба. Дуи можеше слободно да оди со ВМРО ДПМН на избори, тоа ќе беа повторно едностранни избори. Што ќе бира кога само власта се нуди пред граѓаните? Апсолутно тоа ништо немаше да промени. Ние трубавме дека постои секаква уставна и законска можност. Вчера беше само отворена иницијатива на Уставниот суд. Одлуката ќе се носи идната среда. Тие дури ја знаат најверојатно од предвремено самата одлука на Уставниот суд. Тоа само покажува колку дрскост и безобразието на влезени длабоко во кашата е присутно и кај ВМРО ДПМН и кај Дуи. Трајко Велјановски имаше и уставна и законска можност кога сака да го свика собранието. Уште што требаше да постигне од Дик? Уште што требаше да се случи во Македонија? Па светот ни се смее. Една коалиција оди на избори и продолжува Груевски. Дуи молчи, за да му бара некакво вид на решение за излез од кризата. Фингирани ситуации пред јавност. Смешно е тоа што го прават владеачките партии, но јас ги разбирам. Не им се оди во затвор. Бегање од одговорност нема. Може само да ја мачат Македонија и долар во затвор. А можете да не ја мачат повеќе Македонија и долар во затвор. Од тоа бегање не. Верете? Имам две прашања. Првиот договор пржино пропад. Вториот пропад. Сметате ли дека Македонија и граѓаните служуваат пржино 3? Мислам во смисла негативна. Затоа што само се одолговлекува за оваа работа, а ништо не се решава. Тоа е првото прашање. Второто прашање е дали бидејќи вие јако кажете дека држувате шефната револуција, која се сепра, дали заедно со граѓанските организации и невладините планирате да започнете нешто ново во земјите? Знаете како, секој пат постојала лепеза на можности за опозиција. Посебно кога вистината е на наша страна. Секако, оваа партија стана коина. Ги слуша граѓаните и тоа ги слуша и ги подржува. Денес имаме едно драгоцено богатство. Граѓани на улица кои ненасилно и мирно протестираат. Тие граѓани ќе се чуваат Македонија од било која наредна власт. И од СДСМ, и од било која друга што ќе доаѓа. Тоа е едно нов квалитет и здраво за општеството. За СДСМ е прифатливо се кое што ќе ги исполни принципите за кои што се бориме. Регуларни, фер и демократски избори. Тие во себе ја содржија и потребата за влада која што ќе ги реализира изборите. Зошто? Заради тоа што тврдевме, не може да веруваме на оваа влада. Мора да споделиме заедно одговорност. Мора практичната реализација на тоа што го договаравме порано на преговорите да бидат гарантори власти и опозиција. Заради тоа беше ставена точката организација на влада за спроведување на изборите. Од тука сите можни сценарии се отворени. Но уште еднаш потенцирам. Ние не веруваме во насилство. Ние мислиме дека Македонија не и треба насилство.
Ние мислиме дека Македонија може по мирен пат да докаже пред целиот свет дека е можно да падне режим без примена на насилство, по мирни и ненасилни методи од страна на граѓаните, секако подржани од сите опозициони и сите други партии кои што учествуваат во ваквите активности кои што се случуваат во Македонија. Господин Зев, преговарате за нов формат на влада? Преговарам само што ќе ви дадам. Првото прашање е дали граѓаните и Македонија заслужуваат пржина 3? Се што ќе доведе до решение, дали ќе го викате враќање на пржина 1-2, дали ќе биде пржина 3, кој што ќе представува решение за излез од кризата, а со тоа и гаранција за стабилност на Македонија, за нас е прифатлив. Дали сепак овие решенија за враќање на старите министри и за враќање на старата влада сепак се договорени со меѓународната заедница до договор за нов датум за избори, кој што најверојатно се провали и се договара? За тоа ќе морате да прашате меѓународната заедница. Јас знам дека меѓународната заедница даде подршка на таа преодна влада за организација на избори, тоа јавно го истакна. Ќе прашате дали дава подршка нова. Ако дава подршка нова, дали се откажува меѓународната заедница да биде повеќе гарант на договорот од Пржина. Јас лично верувам и ние како опозиција дека меѓународната заедница останува на своите принципи и вредности за кои што секогаш стојат, а тоа се универзални вредности, се европски вредности исто така. Во тој дел, не случајно договорот од Пржина се спомнува постојано во секое нивно соопштение, во секоја нивна реакција. Договорот од Пржина, меѓу другото, покрај враќањето на опозицијата во парламентот, покрај предавањето на материјалите од прислушкуваните разговори, предвидува и организација на влада за спроведување на избори. Така да не може меѓународната заедница да биде поразлична од она што до сега беше нејзини ставови. Но директен одговор за ова прашање можете да добиете само. Поведете. Господин Азбарат, какви последици очекувате од сега ова велико повторите, угреван Пршино, едностранни одлуки, очекувате ли последици за ССЈ и какви тие слушате? Мислам дека никој нема право и нема да се дрзне по себе. Зошто? Заради тоа што специјалното јавно обвинителство е последната насушна потреба која што обстојува по најголема важност од договорот од Пржина или од нешто што се нарекува насушна потреба како минимум гаранција за едината на Македонија. Не верувам дека некој ќе се дрзне да направи нешто по повод специјалното јавно обвинителство, заради тоа што навистина мислам дека тогаш гневот на граѓаните толку силно ќе се излие по улиците, кој што не постои ни домашен ни меѓународен фактор, кој што би го спречил токму тој гнев.